Мачорот што се стори аџија и после кауѓер. Чита Александар Станојков. Бидејќи еден мачор многу бил ловџија, беше и сотрел сите глувци во таа околија кај што живееја. Кога видоа стаорите оти глувците мачорот ќе и довршил од лоење, ошле кај големиот стаор сите стари да се прашаат што да прават за да се избават од мачорот. Како да правиме, честити стаоре, од еден ѓаволски мачор што ни затре сојот од глувци и сега веќе се настрвил на стаорите да не јади. Ката ден со него борба правиме под амбарите. Арно, ама никој досега што се борел со него не го кутнал. Се тој кутиња. На тема го натема да му се сушиле тие остри ногти да би, му рекле стаорите на главите од стаор. Дејди, браќа, дејди, аџами, што ве гледам сите будали. Ами може зар некојаш мрава со мечка да се борите? Да и вие со мачор да се борите. Прашајте паталец, а не прашајте гаталец. За вас друго чаре нема, пријатели, освен да седите дупки, скриени дури да се намножите челатта, да после, и ако изедува мачорот по некој глушец од синојви, што не ќе ве слушаат и од дупка ќе излегуваат, нема ништо тогај. Речете на 10 едно и ништо друго. Од мене, ако барате ум, овој ум можам да ви го дадам и ништо друго. Се благодарија на науката што му ја даде големиот стаор на стаорите и се отидоа секој по својот синор да си расказаа по пријателите и породеите, за никој од дупка надвор да не излегуваат, не знам до кое време. Чекал мачорот некој глушец или стаор да излези денеска, немало. Чекај утре, немало. Чекај други ден, немало. И еден ден застанал на една дупка, таа исчекал едно глувче да се јави од дупката. Едно го видело мачорот и се тргнало повртре да не го чапне нешто. Стој си, мачорок, стој си на дупка ако сакаш една недела. Нам ни поарачаа стаорите, ич да не излегуваме од дупка надвор, за ти да не можеш да не јадиш. Разбра мачору, али не разбра. Ич од сега глушец ти не ќе касниш, вака да знаеш. Од кога беше се научил мачорокот и стаорите и научиле глувците да не излегуваат од дупка надвор, и од кога гладувал многу дни, измислил еден маривет да им прави на глувците. Нашол една куѓерска шапка и една долга раса. Зелени црни броеници подолзи од него, тој отишол в црква кај амбарот што збираа црковната пченица и застанал спроти дупките од кај што излегуваа многу глувци и ватил да се крсти и метани и да чиит и да и тргат броениците зрно по зрно и да викат што да може и да не може. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј, прости ме мене, Господи, прости ме мене, Господи, оти многу сум грешен. Од молитвата и молбата од мачорокот чуја многу глувци и се натрчаа кај дупките да видат што викат мачорокот. Кога ги видел мачорот глувците од дупките, фатило слинки да му течит и да се оближуваат како која беше изел сите глувци и паднал на коленици па да прави метани и креве рацете на угоре, чини, врти белките од очите на небеси, ѓа на Господ му се молел. Трга и броениците и викај Господи помилуј. Кога го видоа глувците оти мачорокот ќе се свеќаат, оттрчаат, расказале на постарите глувци и на помалите. Бре, деца, немојте, не трчете, не излегувајте од дупки надвор. Оти не е за верување мачорокот. Правите што правите и до дупка ватре стоите. Сите глувци в дупки стојат и мачорокот го гледаат како се свеќаат. Се чудат глувците на свилакот негов и најпосле си ја ресил живота еден од глувците и пошол до него да го види дали ќе го јади. Добро утро, кауѓере мачоре, му рекол и се приближил до него. Дал ти Господ две добра, чедо, му рекол кауѓерот мачорот. Ела ми, чедо, да му бакниш на дедо Аџија десница, за да ти ми даиш едно проштење оти, јас сум бил на Аџилак и сакам да се свеќавам. Тамо, чедо, сум се исповедал, за да ми се простат гревоите. Голем канон ми дадоа, чедо. Месо ич да не кастам, дури сум жив. Метани и не престана да чинам,
бројаниците непрестано да и тргам и Господи помилуј да велам. Ама сопрво треба со сите глувци и стаори да се простам, да после можам да се свеќавам и после кантар да не ваќам и со Терезија и со Ендезе ич да не мерам. Ете вака пил, ете вака јадни. Да му кажеш на сите глувци и стаори, нека дојдат и да ми целиваат десница за да се испростиме и алал да ми сторат досега што сум му додевал и не сум ми остал со раат да си јадат по амбарите пченица. Ете вака чедо мој, ела уште еднаш да ми целиваш десница и ој ми си со здравие, ама прво најади ми се пченица, да попосле ој си и поздрави и сите. Нека дојдат да ми даат проштење, за да не ме остаат врзан да им умрам и во вечната мака да одам, а пак ако не дојдат брате, на нив нека е греот. Јас ќе си измијам рацете и на нив греот му го оставам. Отрча тој што целива десница на Аџима Чорока Каудир со другите глувци што гледаа од дупките и му раскажа на сите оти Мачорот се стори постник и викат сите да му даат проштење. На тоа згора беа се собрале сите глувци и стаори на голем собор, та стори еден мезлич, дали да излезат од дупките надвор, да си поедат малку пченица и да му даат на аџијата проштење, али да си седат. Едни така рекле, друзи инаку, најмногу беше рекле да се ресат уште 3-4 глувци и стаори, да појдат до него да видат дали се вистина покајал. Да излегоа глувци и му појдоа кај Аџимачорот и му целиваа десница. Дајте ми проштење чеда, им рекол. Оти многу сум ви сгрешил, до сега јас вам, Господи помилуј, Господи помилуј. Велел во тоа време и чинил метани, тргал што да може бројаниците и подбило и со очите. Море, ако ми излезите сите, ќе ве направам пастрма, ама чекај, си велел сам со себе. И ќе видите каков постник сум јас, Аџимачор. Постам, сакам неќему ти немам што да јадам. Од која му целиваа десница и му дадоа проштење, се изназобаа пченица и отидоа та расказаа на сите оти вистина Мачорокот јест асли постник. Повторо беа направиле еден мезлич и се нашло за мунаси да излезат сите глувци и стаори пред Аџимачора да му даат проштење. Ама секој глушец да направат по една постна манџа како за поклон да прилега и да му однесат на аџијата за да му честитат аџилакот. Сите беа направиле и отишле кај Аџимачор. Сите беа му и наредиле пред Аџимачорот поклоните и му целивале десница. Кога и видел Мачорот поклоните сите постни, им рекол, абре јагниња, оти некој не ми донесовте поклон месо печено? Да дека постиш дедо Аџи, ти ќе за тоа не донесовме, му рекле. Која така, ај поиграјте едно оро, им рекол, да проштајте ми што сум ви сгрешил. Се наватиле сите оро да играат околу дедо Аџија и еден од постарите стаори им велел тивко, како со песна. Играјте, браќа, оро, ама и на дупки гледајте. На орото играјќи, веќе не можел Мачорот да трпи и му се пуштил на нив, та и направил сите пастрма.